Го проследивте разговорот со Виктор Андонов, советник за енергетика во владата на Република Северна Македонија, а ние ова утро имаме едно специјално изненадување. Имено добивме необични гости во нашето студио. Ова е непланирана посета на група ученици со своите професорки од Средното стручно електротехничко училиште Михајло Пупин од Скопје. И тие дојдоа во нашата редакција, во редакцијата на Слободен печат, да се запознаат со тоа како функционира еден медиум, која е обврската на новинарите, како работат новинарите и тука ние што може да им понудиме на овие ученици, средношколци е тоа да им покажеме како се создава весник, како се работи на портал и како се создава една ваква емисија во живо која што секое утро оди на YouTube каналот Слободна ТВ. Добро утро, добре дојдовте во нашето студио. Добро утро на вас. Како се чувствувате? Имате ли вака представа добивте ли представа како работат медиумите? Како изгледа едно телевизиско студио? Додуше во мал формат, меѓутоа функционално. Па да, видовме како се тоа функционира со аудио и видео во собата таму. Ни покажа се и отприлike имаме некоја представа како се тоа работи позади, нели, екраните. Така, ние овдека со моите колеги од Слободен печат, ние ќе се обидеме да ви објасниме, нели, како функционира еден медиум. И пред малку и со вашите професорки изборувавме целта на образованието, меѓу другото, а таков муабет имавме и предходно еден гостин во студиото, со кој што зборувавме за младинските политики и за како да се запре иселувањето на младите и сега еве токму ние ќе ви објасниме како функционира Слободен печат и јас се надевам дека ќе ве привлече да останете во државава, нели, и да го научите и овој занает од медиумите. Сега ти пред малку рече на спомена некој надпревар дека имаш? Да. Зашто станува збор? Па тоа беше надпревар од електротехничката струка и најпрвин беше во училиште, односно училишен надпревар, на кој што имаше ученици од 3 струки, мојата компјутерска техника и автоматика, телекомуникација, енергетика. И од сите 3 струки проаѓа само еден ученик и правевме тест, од кој што на тој тест имав највеќе поени, па затоа и пројдов понатака на регионалниот надпревар. Така, а кога е регионалниот? Мислам дека при крајот на март, околу 20 март. Колку средношколците еве од вашево училиште сте задоволни од образовната програма еве за оваа ваша електротехничка струка? Па јас сум доста задоволен. Имаме нели стручни предмети кои што доста многу не учат и кои што може да ни помогнат понатака кога ќе се запишеме на некој факултет од нели електротехничката струка. Мислам дека тоа е доста значајно сега во средното образование да го поднаучиме, бидејќи кога ќе тргнеме на факултет имаме однапред некое знаење и ќе ни помогне многу во понатамошната едукација. Така, јас се надевам дека сите вие ќе бидете, вие сте 3-та година, имате уште 1 година до матура и дека ќе ви се отвори патот да студирате овде и да продолжите, нели, да работите по вашата електротехничка информатичка струка. Јас ви посакувам многу успех и се надевам еве во еден медиум секогаш има простор за добри информатичари, ние ќе ви покажеме тука дека имаме и некои други професии во кои што како млади може секогаш да се најдете и секогаш млади, стручни кадри, полни со знаење и со енергија, што е најважно за денешно време, секогаш се потребни не само кај нас, него во било која фирма и за било која функција. Јас ви благодарам за ова гостување. Останува на мене. Тука ќе одјавиме емисијата Утрински печат во понеделник, ново издание. Ви благодарам за вниманието.